потпредседатели, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитувани медиуми. Денеска продолжуваме со општата расправа по предлог буџетот за 2021 година. Предлог кој што е проектиран на 4,15 милиарди евра и е рекордно најголем буџет до сега. Се поставува веднаш прашањето зошто и која е потребата да се предлага мегаломански, нереален, висок буџет со проекции за приходи и раст кои што се невозможни, додека сите во Република Македонија, па дури и малите деца, знаат дека со оваа неспособна влада стопанството во Македонија е во колапс, дека нема доволно приходи во стопанството, странските инвестиции го допреа дното, нема зголемен број на население, пандемијата галопира, најлоши сме во регионот, а богами и во светот, не се променети услугите, но сепак буџетот се зголемува. Македонија, почитувани, и официјално се наоѓа во рецесија. Според извештајот на Светска банка, трговијата, туризмот и транспортот, што го движат растот, во последните неколку години заедно се намалени за 12,3%. Туризмот едноставно запре, производството е намалено за 16,1% за една година, странските инвестиции се намалени за 18,8%, ставката на невработеност е зголемена за 16,7%, според Агенцијата за вработување годинава имаме нови 52.000 нови невработени за само 9 месеци. Македонија е во должничко робство со долг од 6,5 милиарди евра или нов долг од 2 милиарди евра за 3 години. Ова е резултат, почитувани, на коруптивноста и на неспособноста и на лошите политики кои што ги води оваа влада. Понатаму, според Светска банка, приоритети на владата треба да бидат справување со нискиот и се помалиот човечки капитал во Република Македонија, а од 4 милиарди буџет за едукација на здравствениот персонал, кој што се справува со пандемијата, се предвидени 0,6 милиони евра или 600.000 евра, што е премалку за тоа што го заслужуваат и што би требало да го добијат од аспект на обука нашите почитувани здравствени работници и соработници. Потоа, Светска банка исто така има забелешки на политиките за конкурентност, на судскиот систем, кој што и понатаму е заглавен во лабиринтите и е под политички диктат, во намалувањето на продуктивноста и така натаму. Понатаму, Светска банка ве повикува, почитувани од владата, да инвестирате во капитални инвестиции, во заштита на животна средина, за која одвојувате 0,49% од буџетот. Да правите инвестиции во здравство и во образование, онаму каде што имате катастрофални резултати. За жал и на голема штета на народот, барем до сега, претходните министри и заменици се покажаа за крајно неспособни во креирањето и проектирањето на буџетот и мерките. Па затоа денеска вие, почитуван заменик министер, сте трета постава за 3 години. Од тука се гледа и може да се заклучи дека нема стабилност и предвидливост во политиките на оваа влада, кој бил на чело на било која влада во оваа држава. Буџетот за 2021 година, според министерот за финансии и според владата, е буџет за заздравување на економијата и здравствената криза, кој што треба да обезбеди одржливост, стабилност на социјални трансфери и така натаму. Тука веднаш би направил осврт на тоа што државата го направи претходно за да помогне во овие тешки времења во кои што се наоѓа Република Македонија, стопанството во Република Македонија и граѓаните. Проекциите на првите 3 пакети за помош од прилика беа димензионирани на 550 милиони евра, а видовме во реалноста дека се реализирани околу 250 милиони евра. Дополнително, четвртиот пакет на антикризни мерки е проектиран на 470 милиони евра, меѓутоа до крајот на годината нема да се реализираат повеќе од 200 милиони евра. Што значи дека ако ги собереме и акумулираме трите пакети на антикризни мерки, тие нема да достигнат повеќе од 450 до 500 милиони евра, што е двојно помалку од проектираните средства кои што државата ги најави, односно 1 милиарда евра. И дополнително, ако гледаме како процент од бруто домашниот производ,
тоа нема да биде повеќе од 4 до 5%, што значи дека Македонија ќе има најниско ниво на помош на стопанството и граѓаните споредено со сите земји во регионот. Веднаш и од тука се гледа дека владата живее во различен свет од кој што живеат граѓаните на Република Македонија. Министрите очигледно не гледаат што се случува во државата и сметаат дека со овој предлог буџет повторно ќе го залажат народот. Со каков образ вие, почитувани од владата, зборувате за заздравување на економијата која што е разгурната во последниве 3 години поради недомаќинско работење, безмилосно трошење на народни пари. Не задолживте за повеќе од 2 милиарди евра, а во најава е дека ќе не задолжите за нови 1 милиарда во 2021 година. Ги задолжите граѓаните за еден цел државен буџет, без при тоа да започнете и да реализирате ниту еден голем проект. COVID-19 кризата, почитувани, трае 7 месеци. Ама со вас и со вашето луксузирање и со нереализација на капитални проекти се чини дека Македонија е во пандемија скоро 4 години. И според проекциите на буџетот, државата во 2021 година планира да потроши 4 милиарди и 200 милиони евра, а да собере околу 3,4 милиарди евра. Што значи дека буџетскиот дефицит е планиран на 4,9% од бруто домашниот производ или 570 милиони евра, кои ќе се финансираат повторно од задолжување на домашниот и на странските пазари, а најавено издавање на еврообрзница. Вие на ваков начин не задолжувате само нас, односно најлошо е што ги задолжувате нашите деца и нашите внуци, кои што ќе треба да ги враќаат долговите на оваа раскалашена влада. Економскиот раст со овој предлог е проектиран на 4,1%, што значи дека буџетскиот дефицит ќе биде поголем од растот на економијата, а тоа де факто ќе предизвика зголемено и дополнително зголемување на јавниот долг на државата, кој што се проектира да достигне 65% во 2021 година. За да ме разбере јавноста, СДСМ и ДУИ, како коалиција, во 2021 година продолжуваат со политиката живот на вересија, земање на кредити, задолжување на сопствениот народ. Вакво недомаќинско работење не е видено одамна во државата. Можат да ви позавидат и вашите претходници. За да ме разбере народот, Македонија и македонците се официјално во рецесија, односно во стечај. А оваа влада, која што во моментов не води, почитувани, е влада на стечај, односно е влада на стечајни управници. Дури министерот за финансии во своето експозе ја потврди интенцијата, што ја каже и премиерот, дека ќе се продава државен имот, државни предпријатија и земјиште, се со цел да не се зголемува јавниот долг. Во 2021 година владата на Заев планира да ги продаде Македонска пошта, Железница, ТЕЦ Неготино, но и други фирми со државен капитал. Значи, одлука има, но стратегија нема. Битно вновивте директори на чело на овие фирми, луѓе кои што немаат никакво искуство со менаџирање, и повторно одите по старата ваша позната формула да се обезвредни максимално државниот капитал, а подоцна да се продава за безпари на бизнис партнерите од власта. Поставите ваши директори на овие државни фирми кои со години беа партиски филијали, кои беа опожарувани во минатото, ограбувани со десетици милиони евра загуби во работењето. Наместо денеска тие да бидат во затвор, тие како награда седнуваат на новите директорски фотели, каде што има уште пари за раскрасмување. Тука го поставувам прашањето: дали како влада во 2021 година планирате да ги зголемите даноците и давачките кон граѓаните и стопанството, по примерот на зголемување на акцизата за горивата од вкупно 7 денари, од кои 3,5 во време на пандемија, и зголемување на цената на електричната енергија за 7,4%. Светска банка, но исто така и Сојузот на стопански комори, ја опоменува владата дека не се бори со сивата економија, која според светските организации е на многу високо ниво. Наместо да се борите против неплаќачите, вие планирате дополнително да ги оптоварувате и така сиромашните граѓани и стопанството со зголемување на постојните даноци и воведување на нови даноци во услови на рецесија и пандемија. Токму затоа Република Македонија ја снемува од мапата на дестинации кои што се атрактивни
за странски инвестиции. Македонија, за жал, се претвори во територија на картели, на шверцери на марихуана, кокаин, територија во која владеат мафијашите и подземјето. Во проекциите на вашиот предлог на буџет има две сценарија. Според првото сценарио се предвидува раст од 4,1%, а според негативното сценарио економската активност треба да порасне за 2,1%, доколку продолжат влијанијата од пандемијата. Приватната потрошувачка е проектирана да порасне за 3,5%, што е според мене нереално, имајќи ја во предвид галопирачката сиромаштија и кондицијата на домашните буџети, кои што кај граѓаните се сведени само на потрошувачка за минимум храна, облека и лекови. Повторно ќе прашам, зошто предлагате ваков мегаломански, голем, висок, нереален буџет, кога знаете и самите дека нема да се реализира и дека ќе побрзате со ребаланс во следните 3 до 4 месеци. И само да ве потсетам дека кога владата на ВМРО ДПМН во минатото проектираше заедно со коалициониот партнер ДУИ проектираше буџет во висина од 2,8 милиарди евра, тогаш вие почитувани или дел од вас, начело со сегашниот премиер Зоран Заев, организиравте насилни, масовни протести, тепавте полиција, пробивавте кордони, сакавте да влезете во собрание, но за среќа тогаш не се случи поголема ескалација на тие немири, а буџетот беше проектиран на 2,8 милиарди евра. А денеска, кога имате убедливо највисок, најмегаломански, најнереален буџет, вие денеска кротко стоите тука како власт и практикувате демократија и дека ќе спроведувате проекти. Тогаш почитувани ветувавте дека ќе го намалите буџетот за 500 милиони евра. Ветувавте дека ќе се грижите за народот, за нови инвестиции, инфраструктура, патишта, железници, болници, привлекување на инвестиции. Но единствено што ве интересира е да скроите буџет во кој што ќе имате доволно простор да може да подкупувате нови гласачи, да манипулирате со нив, затоа што сите знаеме дека 2021 година е година во која што ќе се случат локални избори. Со овој буџет планирате конкретно 374 милиони евра за капитални проекти од буџетот, што е за 20% повеќе од буџетот за 2020 година. И вие сакате да не убедите дека во 2021 година, која што исто така ќе биде година на голема криза, која што и текако ќе биде погодена од пандемијата, имајќи во предвид динамиката на изнаоѓање и дистрибуција на новата вакцина, вие сакате да не убедите дека ќе реализирате високо ниво на капитални проекти. Јас ви убедувам дека не е така и дека повторно ќе кратите средства од капиталниот проект и повторно ќе ги насочувате кон овие социјални трансфери, кон стоки, услуги и други договорни услуги, за да задоволувате партиски апетити, за да на еден начин покажете слика пред народот дека се грижите за нив, а всушност се работи за еднократна помош која што ја добиваат граѓаните или пак помош која што е проектирана на месец, два, три и нема да донесе подолгорочни резултати во справувањето со оваа пандемија и оваа криза. Она што треба да ви го честитам е тоа што сте рекордери во создавање на сиромаштија, тоа го кажуваат и најновите истражувања и несигурноста која што ја користите потоа за да манипулирате со граѓаните, за да можете да владеете преку за жал политики на подкуп кои што незапирливо се спроведуваат во минатото и се надевам дека што е можно побрзо ќе се стави крај на ваквите непопуларни и лоши политики на владење. Кога зборуваме за буџетот, се поставува прашањето како да се соберат парите. Тука, според вашите проекции, во најголем дел парите ќе се собираат преку даночни приходи и придонеси, кои што учествуваат со 64%, потоа следат приходи на странско задолжување во износ од 19%. Значи, планирате повторно преку глоби, казни, преку поведување на нови даноци на грбот на граѓаните и на економијата,
на стопанството, да го полните буџетот, но сепак и покрај тоа вие, за жал, не се справувате добро со она на кој што ве упатува и Светска банка и Сојузот на стопански комори, како што е сивата економија, каде што, например, бројот на нерегистрирани и неформални вршители на дејност во Македонија е повеќе од 55%, дека сивата економија се движи околу 40% и дека таа испумпува секоја година по околу 1 милиарда евра. Тука влегуваат и општините, кои што се неефикасни во собирањето на даноците и дополнително го зголемуваат јавниот долг, како што е најновиот пример со помошта, дотацијата која што беше дадена во износ од половина милион евра на општина Ракиново. Секоја шест треба да се помага на сите општини, но би поставил прашање тука до министерот зошто не го практикувате законот и односно член 39 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, во кој е уредено дека доколку сметката на општината е блокирана подолго од 6 месеци или во период од 6 месеци континуирано секој месец, вкупниот износ на неизмирени обврски над 60 дена надминува 80%, тогаш градоначалникот треба да го извести Советот, да го извести Министерството за финансии, за локална самоуправа и ЗЕЛС. Во спротивно се вели ќе биде казнет од 5 до 10.000 евра, а денес имаме општини и градоначалници кои што должат по 5, 6, 7 милиони евра, нема никаква одговорност, а знаеме дека во 2019 година им ги сервисиравме долговите на 50%, а тоа беа народни пари пак кои што нели ги плаќаме ние како граѓани. Тука погодува и фактот што постои криминал со набавките, ова констатираат невладините организации. Итните набавки се вели во 4 очи без објавување на оглас, кои се направени од почетокот на пандемијата, констатирани се случаи на набавка на стоки по многу повисока цена, без притоа да се внимава на рокот за испорака која оправдува целта, без притоа да се образложи причината за набавката. Значи имаме злоупотреба на вонредната состојба, на кризната состојба, на пандемијата за да се прават набавки. Ова треба да се испита и треба да има одговорност доколку некој постапил во спротивност со законот. Како што кажа, парите ќе се трошат на социјални трансфери, но и на стоки и на услуги, па може да се види дека пак ќе има стотици илјади евра за нови привремени вработувања на партиски војници во државата, каде што сте предвиделе зголемување од 26% или вкупно 262 милиони денари, матни сделки, трошоци за партиски адвокати, извршители, тендери во 4 очи, пари за мебел, службени возила и така натаму. Главни проекти од она што може да се забележи, повторно се оние истите проекти кои што ги ветувавте и во 2020 и во 2019 година, како што се подобрување на железничката пруга Коридор 10, рехабилитација на железничката пруга Коридор 8, делница Куманово-Белјаковце и така натаму. Тука се користат и пари, европски пари, а за жал динамиката, морам да кажам дека е слаба или многу мала. Кога зборуваме за здравството и за секторот здравство, во делот на здравство повторно предвидувате средства за општата болница Кичево, за новиот клинички центар во Скопје, за болница во Штип, а гледаме и ден денеска дека нема никаква реализација на овие проекти, иако се фалевте со визуализации, со тоа каде ќе биде локацијата, па како грандиозно ќе изгледа оваа нова болница. Токму затоа јас побарав, почитувани, во еден амандман да се предвидат средства за изградба на објект во здравствениот дом Тетово, во кој што се вакцинираат деца од предшколска и школска возраст, кој што за жал е објект стар околу 50 години и сметам дека ако се проектираат веќе олкави буџети, а до сега не се нашло за сходно претходно да се реализира еден ваков проект, мислам дека ќе беше добро да оставите барем еден печат во Тетово, затоа што клинец немате заковано во Тетово. И дека ќе беше добро да се започне со изградба на еден ваков капитален проект кој што не чини многу, а ќе задоволи околу 200.000 граѓани, население кои што живеат во Тетово и во Тетовско, кои што своите здравствени услуги ги бараат во здравствениот дом во Тетово. Поднесов и некои други амандмани. Еве ќе кажам еден минорен кој што значи многу за населението во село Луковица, кое што се наоѓа во општина Желино. Тука имам колега од општина Желино, може да потврди, кој што е единствено село во кое што живеат македонци,
кои што не може да стигнат до своето село, затоа што патот од 7 километри не е асфалтиран. Сметав дека и тука треба да се помогне на луѓето и да се започне со реализација. Има што уште многу да се каже. Ви благодарам на трпението. Доколку има потреба, ќе се јавам во репликите. Благодарам. Ви благодарам. Реплика има пратеник од Миле